Јавното обвинителство отвори истрага за дивоградбата во Чаир, за која алармираше градоначалничката Данила Арсовска. Станува збор за шесткатница која почнала да се гради во 2024 година на државно земјиште без никакво одобрение. Деталите ги има Дејан Трајковски. Дејан, за оваа тема во овие моменти седница одржува и Советот на град Скопје, пред малку изјава даде и градоначалничката Данила Арсовска. Бубе, седницата на која што Советот на град Скопје на вонредната седница требаше да дискутира односно за дивоградбите во Чаир, не беше изгласана како точка на дневен ред од страна на советниците. Сега во секој момент се очекува да започне гласањето, каде дали би поминало односно во однос на дивоградбите во Сарај и за нив ќе треба да се дискутира, но ќе видиме дали ќе помине таа точка. Непосредно пред седницата од јавното обвинителство пристигна соопштение дека отвори истрага за шесткатница во Чаир, а осомниченото лице кое се товари за бесправно градење доби мерки на предпазливост. Според соопштението што го испратија од обвинителството, се вели дека објектот почнал да се гради во 2024 година без одобрение и на државно земјиште на улицата Кемал Сейфула во Чаир. Осомничениот како управител на правно лице се јавува како инвеститор на градба станбена зграда со деловни простори и катност подрум, приземје плюс 6 ката и плюс подкровје наменети за продажба. Градоначалничката Арсовска кажа дека не е запознаена дали е отворена истрага во оваа насока, но уште еднаш повтори посочи дека обвинителството итно треба да влезе во општина Чаир да собере документација, бидејќи искажува сомнежи се уништуваат докази. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата на градоначалничката. Искрено не сум слушнала, има многу случаи, сега не би сакала да шпекулирам, затоа што ние оние документи кои што ги имаме и со кои што располагаме се навистина бројни. Ние за оние две за кои што ги имавме доказите кај нас и за кои што практично се работеше на терен, ги доставивме до обвинителството, затоа што тие тоа од нас го побара и веруваме дека како нешто за кое што се постапува по службена должност, тие ќе си ја спроведат практично нивната надлежност и ќе отпочнат да постапуваат. Најважно од се е да се спречи уништувањето на докази. Доколку тие не влезат во општината Чаир да ги обезбедат доказите, тогаш ние ви кажав, немаме ниту правен поредок, ниту имаме правна држава, ниту имаме владење на правото во Република Македонија. Многу ми е жал што ова морам да го кажам. Сигурна сум дека граѓаните кај нас многу имаат информации кои што ги дојавуваат. Кажав, уште еднаш го повторувам, одговорно тврдам, во 10 скопски општини, ниту една скопска општина нема која што има направено ваков криминал. Дејан, МВР информира дека скопската полиција постапува по пријава за закани упатени кон Арсовска, но министерот за внатрешни Тошковски смета дека сме сведоци на предизборен циркус. Така, од МВР кажа дека го расчистуваат случајот во однос на заканите кои пред некој ден Арсовска пријави дека ги добила на булеварот Словенија, кога, како што кажа тогаш, фатила лица како без никаква дозвола се приклучуваат на атмосферската канализација. Според информациите од МВР кои што ги имаме, лицето со кое што се разговарало е 39 годишник, но во полициската станица негирал дека упатувал било какви закани или пак дека ја снимал Арсовска, а за тоа е известен и јавен обвинител. Арсовска пак исто го прокоментира ова, таа се сомнева дека е приведено вистинското лице на разговор, односно на кое што упатувало сериозни закани. Според неизе, како што вели, приведено е лице кое што само ја попречувала работата на низината екипа и се обидало да врши притисок, а лицето кое што вистински се заканувало, како што кажа, не може да биде пронајдено. Исто така за заканите говореше и министерот Тошковски денеска, како и за дивоградбите во Чаир, како што тој посочи, МВР постапува и ги истражува сите наводи, а воедно целото вклучување кое што се случува изминативе денови на релација Арсовска-Ганију го нарече предизборен циркус, па предлагам тука да слушнеме што кажа Тошковски. Доколку од страна на било кого, спрема било кого, бидат превземи сериозни закани и при тоа истите бидат пријавени до Министерството за внатрешни работи, а согласно законски и подзаконски акти биде утврдена потреба од превземање на одредени действија во рамки на надлежност на Министерството за внатрешни работи, ве уверувам и бидете сигурни дека ние веднаш ќе ги превземеме. Ова што го гледа македонската јавност е исклучиво само циркус и парада пред локални избори.
да беше во рамки на првите години дена. Ќе беше за поздрав и ќе беше навистина искрено. Го препознава народот тоа. Овој народ е многу години лажен. И препознава кога нешто е искрено и препознава кога нешто е заради така циркуски доем. Така, Бубе, ние остануваме во град Скопје, сега треба само да се види дали ќе биде изгласана втората вонредна седница за одржување, каде што советниците треба да дискутираат за дивоградбите во општина Сарај. Тие веќе полека се прибираат кон собраниската сала во градот, па со нови детали ќе информираме во 18 часот. Те очекуваме Дејан Трајковски со последните детали околу дивоградбата во Чаир, за која алармираше градоначалничката Данила Арсовска.